Како да стартувам со најава на моите гости? Првенствено 9 луѓе во студиото ќе зборуваат за NASA Space Up Challenge, за она што тие го правеа изминатиот период. И така стартував како да најавам, а да не се почувствувам како паднат од Марс, затоа што дел од работите делумно ми се јасни, но во разговор со моите гости верувам дека ќе успееме, се разбира, да ја раскажеме нивната приказна и да ви биде навистина интересно следните минути во утринската на Телма. Имено Мартина Димовска, која што ќе ја спомнуваме сите, затоа што таа го предводи тимот составен од нашите вселенски ентузијасти, Давид Мука, кој што ни е овде исто така, Стефани исто така, Христоф е овде во студио, Боби ќе го поздравиме Софрониевски, и во организација на 3 NASA Space Apps хакатони, само да не ги утнам, нели, истовремено, и тоа на 3 различни локации, а представниците ги имаме, се разбира, од 3 локации овде во нашето студио. Едната локација, ќе ме поправите ако сгрешам, значи NASA АМС истражувачки центар во Mountain View, Калифорнија. Па втората е Глен истражувачки центар во Кливленд, Охајо. Така. И Струмица, замислете, третата локација. Па некако пред да одиме Калифорнија, Охајо, Кливленд и така натаму, ќе одиме до Струмица. И тоа благодарение на Skype врската со Зорица Масникоса Поп Трајкова, NASA Space Up Струмица. Па добре ни дојдовте во денешното издание на утринската, да се поврземе прво со вас. Добро ве најдовме, благодарам на поканата, Ненад, поздрав до сите вас, поздрав до сите во студиото, поздрав од нашата Струмица. Јас ќе бидам кратка, значи за прв пат оваа година се реализира хакатонот NASA Space Apps во Струмица. Имавме голема поддршка од директорот на училиштето СОУ Димитар Влахов и од општина Струмица. Значи хакатонот траеше, истовремено се реализира во повеќе земји, се одвиваше од 1 до 2 октомври, траеше 48 часа, имаше учесници од повеќе градови, кај нас владееше една добра, пријатна, работна надпреварувачка атмосфера. Учесниците работеа на дел од 22 предизвици кои што беа спомнати. И на крајот, кога се заврши целиот овој настав, значи тие беа оценувани од стручна комисија и еве ги имаш кај тебе во студио првонаградените од Охрид. Така е, првонаградените. Плановите се целиот овој хакатон, цела оваа комуникација и со NASA да продолжи, верувам. Нели не застанувате тука и од година во година и повеќе надпреварувачи, и повеќе идејни решенија и поубава комуникација и со нив таму, така ли? Да, во право си, нормално еве еден апел до сите, значи средношколци и студенти кои што сакат да се вклучат во овој хакатон се одржува еднаш годишно, до година ги очекуваме во Струмица. Така е, поздрав Струмица, благодарам многу и те очекуваме следна прилика, нели имаме нешто ново да кажеме и во нашето студио. Продолжувам со гостите во студио, рековме полно ни е денеска во утринската и пред со овие млади таленти да си стартуваме и да си разговараме. Прво наградени како група цела, ви благодарам што дојдовте дури од Струмица, сите заедно, ќе се дружиме. Прво да одиме на другиве 2 локации. Струмица ја пројдовме, но ги спомнав и 2 други локации, и тоа во Калифорнија, нели, и другата беше во Кливленд. Така е. Представници бевте вие од тие 2 локации. Ќе ми појасните убаво, нели, и пред се и за гледачите, за да разберат, нели, имавме можност и од Зорица убаво да дознаеме за што станува збор, што се случуваше, но верувам од вас овде во студио ќе ни биде уште појасно, но уште еднаш да ви посакам добре дојдовте Давид Мука и Стефани Христов во нашата утринска. Како сте? Добре те најавме, Нено, фала многу. Не ми е прв пат во ваша емисија и преубаво се чувствувам буквално како вратен дома. Така. Па добре дојде дома. Фала. Па буквално вратен дома затоа што нели во Америка беше твојата локација. Така што ајде малку да ја појасниме таа цела работа со овие 3 локации, зошто баш тие 3 локации, од каде па се и Струмица во овие американски локации и се разбира што беше целта, како се одвиваше целата таа приказна ме интересира.
Прво вака би искористил на кратко да објаснам за јавноста за што всушност Така. правиме, дискутираме денеска. Се работи за NASA SpaceX Challenge. Еве сум камера 3. Да. Дечки, се работи за NASA SpaceX Challenge. Тоа е еден од најголемите, ако не и најголем хакатон во светот, ако не се лажам. NASA прави моментално, извинете за америчката терминологија, меѓутоа некогаш ќе мора да се користам бидејќи немаме space сектор во Македонија. Добро. NASA прави outreach, што значи дека се обраќа до луѓе кои што не се само научно подковани, заради тоа што веќе сватија дека само со научници можат до одредени далечини да стигнат. Така да еве јас како уметник, како креативец пред се, потајно нерд цело време, сум сакал секојаш наука, сум обожавал, заради тоа каква перспектива ми дава и така натаму. Многу луѓе од мојата и од други бранши моментално влегуваат во NASA заради тоа што сака NASA да се расшири со стилот на размислување. И веќе им стана јасно тоа. Сега го правиме хакатонот веќе втора година, лани мислам на Мартине е 10-ти можда поред, мене ми е втора година, лани бевме само онлайн поради ковид и поради такви проблематики, година отидовме и физички на кампус, бевме во Ames Research центарот на NASA во Калифорнија, во Силиконска долина, тоа е градче едно кое што се вика Mountain View, цело го поседува Google и така натаму и така натаму. Буквално во едно од срцата на NASA го изведовме настанов, каде што многу ентузијасти како што ги имаме денеска овде со нас во студио, различни тимови формираат и пробуваат да откријат што е следниот чекор за научно истражување која станува збор за NASA. На кратко тоа е настанот кој што го водиме. Сега можам да ви кажам дека ненормално добро си поминавме таму, преубав прием имавме. Едноставно се вклопивме во целата култура. Големо благодарение и до Мартина Димовска која што за кратко ќе се Реков ќе ја спомнуваме во цел разговор, па и некако како шлак ексклузивно ќе имаме можност да ја пуштиме незината изјава заради временската зона, разлика многу, нели таа е во НАСА, во Америка и не можевме никако да се договориме во живо да ја пуштиме, но ја имаме и таа ни даде прекрасна видео изјава. Така е, она не внесе во оваа програма, претежно сите од наша страна. И многу беше интересно заради тоа што буквално приоѓаме на науката од секакви различни ставови. И ја носиме буквално до секојдневието и до луѓето кои што немаат врска со научно истражување и така натаму. Целата поента е дека има толку многу скриени креативни таленти ширум светот кои што не се ни запознаени со овој сектор заради тоа што во многу земји како и во нашата немаме сектор за space exploration, за вселенско истражување. Така да би сакал ги гледам и помлади луѓе и постари луѓе со отворени очи, со светки во очите кои што имаат потенцијал, имаат талент, би сакале да бидеме тие мостови кои што ќе им помогнат да го реализираат во овој поглед. Но генерално мојот впечаток е дека NASA нели со се во ова ширум светот па и во Македонија прави некаква популаризација, нели? И па и наоѓа нови кадри, можеме слободно да кажеме, нели? Би го рекол во обратен редост, пред се име за да најде нови кадри, популаризацијата сама по себе си се случува. Да, апсолутно е тоа. Посега по глобалните таленти. Стефи, малку таму детали ме интересираат, нели, луѓе од различни страни на светот, дружба, како беше сето тоа прифатено, на што наидовте? Вака, значи, NASA оваа година има наслов простор за повеќе, секогаш дека има простор за повеќе. Дел од тимовите кои што беа таму не дојдоа како тимови, туку дојдоа луѓе ентузијасти, нели, кои што сакаат да учествуваат во настанот и таму се споија како тимови. Значи зборувам, имаше буквално од студенти до повозрасни луѓе кои што формираат тимови и дури таков тим беше второ наградените, кои што претходно буквално не се познаваа. Меѓутоа сработија одличен проект, нели, за тоа освоја, мислам, добро место. Таму супер се поминавме, бевме добро прифатени, нели, од целокупна организација, луѓе, гости, да, така. Ние се трудевме да балансираме, бидејќи двата центри се исто така во различна временска зона, така што најголемиот товар падна на Марта сепак, нели? Таа требаше да се вклучува онлайн, бидејќи ние бевме, значи, како што кажавме, во Mountain View, меѓутоа паралелно се случуваше и во Кливленд, Охајо, па таа мораше да се вклучува таму да балансира и, нели, да
беше дури и судија на настанот, така што ние бевме задолжени повеќе за Mountain View, да балансираме, да ги нели водиме тимовите и доколку имаат прашања тука да им се најдеме и се. Меѓутоа комплетно беа спремни, мислам дека имавме одличен настан. Да, ме интересира, нели рече ги водевте тимовите и во се она што треба како задача да го изработат, верувам идеи потикнати од самата НАСА како програма што треба да се изработи, што треба да нели да има за тој надпревар. Како ние со умовите баратаме и колку ние сме нели интересни за нив таму, колку од нашите умови може да излезат или излегува интересни идеи во споредба со другите. Со оглед на првите места, си го знам одговорот, но нели? Не би го земал ова прашање, пошто мислам дека е перфектното прашање кое што треба да биде поставено денеска. Заклучно со претходната година настанот во Кливленд, на кој што бев ментор, годинава бев хост, така да горе-долу имав твојата работа. Можев и ја да одморам сега за разговор. Да. Ова го правев само во Research Center во Калифорнија. Меѓутоа, за следна година може да се поделиме. Готово, ти на утринска и јас одам во НАСА, шо? Може и така. Па може, да. Сакам да кажам, лани имавме еден прекрасен тим, кој што беше предоминантно македонски. Една од најдобрите идеи, буквално, мислам дека таму каде што касниме, како можеби заради едукативниот систем, можеби заради системот кој што овде ги расте луѓето, имаме прекрасни идеи, преталентирани сме, премногу потенцијал, презентацијата е тоа кое што навистина не кочи. Уште имаме трема, уште сме усрамени, уште сме исплашени, уште тоа се чувствува, луѓе со многу полоши солуции, многу по-лежерно презентираат. Имаме сомнеш во нашите идеи, нели? Буквално. Да. Го имаме тој импостер комплекс, се вика, како да сме влегле без педигре некаде. И буквално мислам дека треба да се преиначи тоа и одма да се промени во најбрзо можно време, заради тоа што заслужуваме многу храбро. Да, драги гледачи, ако можете било како да придонесете околу тоа, ве молам, само по-стабилно и по-храбро да пристапуваме со идеите што ги имаме, затоа што имаме прекрасни идеи. Општо не мора за НАСА, зборувам во генерала. По-храбро и по-снажно во се. Можем да кажам како Мартина. Да, спомнеме пак. Направи бум Мартина и сакам сега да ја најавиме и да го погледнеме нејзината изјава, ексклузивна за некој медиум во Македонија. Имаше можност да даде интервјуа во неколку портали, нели, македонски и навистина го привлече своето внимание со се она што го направи изминатиот период и со самото тоа што е во НАСА, нели, центарот. Односно, првиот македонски аналоген астронаут Мартина Димовска, ти благодарам многу и да погледнеме што се таа сподели со нас во утринската ексклузивно во следните минути. Здраво на сите. Добро утро Македонија и им посакувам убаво утро на сите оние гледачи што изутринава се вклучија со нас. Чест ми е да ви се обратам, дури и виртуелно, и сум навистина благодарна на целиот тим што го изменаџира ова, затоа што јас сум од друга временска зона, ви се јавувам од Америка, и сум 7 часа поназад од вас. Тука служам на аналогна астронаутска мисија со марсовско сценарио во рок од 21 ден и имаме многу тешки и напорни распореди што се темпирани временски. Сега ви се јавувам од EVA модулот, Extra Vehicular Activity модулот, каде што имаме екстра веикуларни активности на македонски, односно тука се спремаме за фамозните spacewalks или вселенски прошетки. Позади мене може да видите две одела, Личи и Блубери, што интерно нашите одела ги именуваме според овошјата. Ова е единствениот модул што беше денес слободен, од каде што можам да ви се јавам, затоа што во другите модули имаме константни истражувања каде што тимот мора нон-стоп да влегува. Денеска имавме една таква вселенска прошетка и овој модул затоа што е наменет за само вселенски прошетки за облекување на овие одела, сега е слободен и можам да одвојам малку повеќе време за да ви се обратам, а вие да имате една многу интересна позадина. Меѓутоа, да ви кажам малку повеќе, јас се наоѓам на ILMAH при UND во Америка. ILMAH значи Integrated Lunar Martian Analog Habitat или преведено на македонски значи интегрирано аналогно живеалиште за месечината и за Марс. UND е University of North Dakota, односно Универзитетот на Северна Дакота. Навистина ми е драго што сум првиот македонски аналоген астронаут, меѓутоа мислам дека и пошироко во регионот. Навистина ми е драго што можам да донесам
нови можности за нашата држава со моето учествување тука, меѓутоа се надевам дека во иднина ќе можам да ве спроведам и вас да се вклучите. Ќе ми биде огромна чест доколку придонесеме со истражувања тука или пак со некои идни аналогни астронаути што би биле селектирани. Ова живеалиште е изградено од НАСА и спонзорирано од НАСА, меѓутоа со многу други различни партнери. Се одржува од самиот универзитет, имаат прекрасен тим и имаат многу партнери што спроведуваат тука истражувања кои што мора да ги изведуваме ние како екипаж. Имаме доста ригорозни распореди, каде што се ни е испланирано и мора да се придржуваме до нив, така да моето слободно време го користам да ја се обратам на нашата јавност. Но, да не должам многу, сакам само да му честитам на мојот тим за сите оние мали и големи победи што ги направија со макотрпна работа изминатиот период. Зашто станува збор? Имавме македонски тим што води 3 локации за NASA Space Apps хакатонот. Едната беше NASA Space Apps Challenge Струмица во Струмица, другата беше NASA Space Apps Challenge Mountain View во Силиконската долина во Калифорнија, каде што домаќин беше NASA Ames истражувачкиот центар, и третата локација беше NASA Space Apps Challenge Cleveland во Охајо, каде што домаќин беше NASA Glenn истражувачкиот центар. Ова е навистина важно и сум многу горда, затоа што македонски тим успеа да води 2 хакатони и да ги пласира во истражувачки центри на НАСА. Од сите оние локации низ светот, околу 250-300 локации низ целиот свет, овие 2 центри се единствените домаќини на вакви хакатони. Значи, NASA Space Apps Challenge Mountain View и NASA Space Apps Challenge Cleveland се единствените NASA Space Apps Challenge хакатони што се одржувани во НАСА истражувачки центри. Зошто е ова толку значајно? Затоа што македонски тим успеа да го отслика тој модел на Глен, од НАСА Глен, и да го примени во Силиконската долина во НАСА Амес, креирајќи нови можности за сите. И за локалното население, и за центарот, и за истражувачката заедница, и за стартап сцената, меѓутоа и за сите наши граѓани. Дополнително, ова е битно затоа што тесно соработувавме со NASA Space Apps хакатонот во Струмица и имаме еден интерен линк на многу интересни нови идни проекти што планираме да ги пласираме. Пред се со ова ги зајакнуваме нашите односи со Македонија и Америка и може да се најдат врвни професионалци во нивното поле што имаат декада вложено во нивната кариера или повеќе и што може да придонесат кон решавањето на проблемите на нашите учесници. Знам дека нема да престанеме тука, меѓутоа сакам само да кажам едно големо браво и навистина ми е често имам толку голем тим, што имаат толку многу енергија и што остваруваат невозможни работи. Исто честитки за победниците од Струмица, ги разгледа вршенијата, навистина прекрасни концептуални идеи и се надевам дека Струмица се повеќе и повеќе ќе има ваква интернационална соработка и ќе имаме ваков еден интересен линк до Силиконската долина и до Охајо. НАСА центрите носат огромна вредност со тоа што имаме неверојатна експертиза таму и неверојатни можности за идни соработки или пак за да научиме малку повеќе. Уште еднаш ви благодарам за поканата. Се надевам дека ова беше кратко, но навистина убаво изненадување за мојот тим и едва чекам да ги видам кога ќе се вратам дома и се гледаме наскоро. Фала ви многу, уште еднаш честитки од срце и се гледаме. Пријатно! Поздрав, Мартина, ти благодариме за ова ексклузивно видео од Америка, од НАСА и навистина ни беше чест да ти имаме и денеска во ова наше друштво големо. Да, односно овие талентирани млади луѓе го слушнаа поздравот и само да споменам, ако нели инсистираш, можеме да ги катапултираме и таму кај тебе, пошто они на тоа инсистираат и тоа ги интересира, така ли? Се шегувам, нормално. Ајде да ве представам уште 5 наши гости, односно тимот кој што победи на надпреварот нели Space Up Challenge Струмица, а иначе се од Охрид сите. Така, добро. Гораст Блажевски, Нина Стевоска,
Теодора Трајчевска, па потоа е Марија Зоровска во зеленото и Наталија Таневска во средина. Ве запомни. Добре ни дојдовте во утринска. Како сте? Добре најдовме. Зборувавме за организацијата, за тоа нели што се случуваше поврзано со хакатонот. Со вас сакам конкретно за идејата, конкретно и од каде прво идеја вие да бидете дел од ваков тип на натпревар. Од кога почувствувавте дека ве интересира Вселената, ве интересира нас и се тоа што е поврзано со тоа. Од каде млади луѓе нели на овие теми во денешно време, така ли? Најпрвен да ви се заблагодариме за поканата. Многу се израдвавме кога слушнавме дека сме поканети. Ние сме, јас и Гораст, сме трета година. Останатите членови од нашиот тим се втора година. Огромна благодарност до нашата менторка Вера Зоровска, која што не запозна со натпреварот и креира еден ваков тим каде што можевме сите да ги обединиме нашите искуства и да креираме еден проект кој што ни донесе награда. Да. Одамна ве интересира Вселена, НАСА? Па да. Така? Да. Сите генерално, нели? Да. Веројатно самите баравте повеќе информации, сега е достапно дигитално, за да малку повеќе се едуцирате на таа тема и веројатно тоа добро ви оди и ќе продолжите така. Веројатно и многу други и ваши пријатели и ете конкретно во Охрид се заинтересирани, посебно после успесите и сигурно таа бројка ќе се зголеми. Како вие се здруживте во исто училиште сте? Да. Значи одговарате како стигне, нели, бидејќи сме многу за да нели кој што мисли тоа нека каже. Значи, нашиот тим беше основан од страна првично на нашата менторка, но сепак Таа ве откри, таа ве најде, како, на кој принцип? Всушност таа поттикна ето едно другарство меѓу нас и поттикна да тоа нашиот тим да биде успешен, ето и сакам да кажем дека уште од мала возраст, од секогаш јас персонално сум се, например, интересирала за Вселената, сигурно и другите членови. И од секогаш гледав документарци за Вселената и од секогаш ми било ето сон да правам нешто поврзано со Вселената во некој проект, да бидам дел и исто можеби ето за кариерата понатака. Да. По тематика интересирање за Вселената сте споени или секој по некоја своја струка за она што е потребно за да се учествува во самиот хакатон, а? Како да Сите имаме различен интерес, различна замисла за судбината, за иднината. Така. Но избравме таков предизвик каде што секој ќе може да си се покажи, секој да може да го покаже најдобро тоа што го знае. Така. И се одлучивте, ајде сега малку и за тоа, имам инсерти, малку да не биде појасно, односно и на гледачите да им е појасно. Вие победивте со измислување на енергетски систем за напојување на роверот на Венера. Да. Ништо мене не ми е јасно. Брзо. еве и слайдови, нели, со појаснување за ова што ќе го говориме. Имаше повеќе предизвици, ние го одбравме тој, се нарекуваат Exploring Venus Together и НАСА во блиска иднина ќе испрати ровер на Венера и ние требаше да смислиме како тој да се напојуваат, бидејќи не сме да има батерии поради екстремните услови на Венера. Густата атмосфера, типот на атмосферата, составот на атмосферата, високиот притисок и не смееше да има батерии како што ви напоменав. Не можевме да користиме соларни панели поради што сончевите зраци не можеа да пробијат. Не можевме ако користиме ветрот бидејќи на површината нема добар ветар. И ние се одлучивме да се напојуваат преку метални пружини. И за материјалот може да се одбери некој добар метал, например железото или титаниумот што има висока температура на топење, бидејќи треба да издржат услови на 450 степени Целзиусови. И како оди сега таа процедура од цртеж до реализација и после тоа проверкава, веројатно? Најпрви имавме идејата, па направивме скица, па низа на пресметки за да се осигураме дека е изводливо. Имаме во проектот ни е спомнато каква е скицата на роверот. Да, гледаат гледачите, добро. На површината на плафонот се поставени намотките, односно пружините, и тие кога ќе се отпуштат, потенцијалната еластична енергија што имаат во нив, со самото ширење ги
вртат за пчениците и потенцијалната енергија ја претвараат во кинетичка. И кинетичката енергија всушност движењето на запчениците ги движат задните тркала и роверот може да се движи на површината. Одлично. Што е планот кој што секој од вас си го има поврзано на оваа тема? За еднината. Каде се гледате понатаму? Сакам да кажам дека нас сите не спојува љубовта за физиката, за Вселената, но мислам дека сите имаме различни погледи на еднината. Иако можеби нема да продолжиме со физика, секогаш ќе го имаме тој интерес и ќе истражуваме, можеби не професионално, но и во слободно време. А некој се гледа како астронаут, можеби, или како човек кој што би работел во НАСА центарот, или не? Искрено да. Искрено да, имаме една, како астронаут или во Јас центарот? како мала имав желба да бидам астронаут и многу се интересирав, читав енциклопедии и слично. Значи ќе фаќаш билет за овие први патници? Сигурно ако имам прилика би ја искористила. Но во главно сакам да завршам пример информатика факултет и можда тоа информатичко знаење да го искористам во некој проект од НАСА. Ако имам прилика некогаш. Така. Добро, но не застанувате тука, нели? Веројатно ќе бидете вклучени и веќе размислувате што би можело тоа да биде што вие би го подготвиле на следниот хакатон, така ли? Да. Да. Така. Навистина ви благодарам многу за одвоеното време. Бидете така добри, одлични, прво млада, нова генерација која што представува, се разбира, генерацијата која што ни доаѓа, на која што треба да се гордееме и ве чекам во некоја следна прилика со ново изненадување, нова награда можеби, со нешто ново измислено, кое што можеби понатаму ќе значи многу повеќе за современиот свет, така ли? Така некој да размислуваме. Поздравете во Охрид. Фала ви. Ете така, почитувани гледачи, успеавме во овие изминати минути некако да ја доближиме оваа тематика за НАСА, за Вселената или NASA Space Up Challenge-от кој што продолжува, рековме, секоја година и од каде што ќе излегуваат еве вакви млади умови за кои што ќе се гордееме.